Здраво и да дојдовте уште едно видео, каде што ќе разгледаме уште два чести синдроми кои се поврзани со автозомните хромозоми. И првиот е Патау синдромот, значи Патау, каде што всушност имаме трисомија, значи ќе направам 47, 47, XX или XY, не е битно. Трисомија на 13-тиот пар хромозоми, значи плюс 13. Инциденцата за овој синдром е околу 1 спрема 4000 или до 12.000 и ова зависи главно од староста на мајката. Имаат заечка уста на непцето, микрофталмија, полидактилија, има некој абнормален облик со микроцефалус, значи мала глава, дисморфија на лицето, раздвоени очи, широки рамен нос и слични малформации. Едноставно нема да покажам слики, бидејќи навистина е ужасно на некој начин. Има уште многу симптоми, така како вродена глувост, страснати прсти, сериозни промени на ЦНС и умираат многу рано. Значи најчесто се спонтани абортуси, нели се раѓаат живи, но ако се родат, значи се многу деформирани. Така трисомијата на 13-тиот хромозом, значи не е компатибилна со живот. И друг синдром кој ќе го разгледаме е Едвардсов, значи Едвард, каде што имаме трисомија, значи ќе бележиме 47, XX или XY, каде што имаме трисомија на 18-тиот хромозом. Инциденцата е 1 спрема 3000 до 1 спрема 8000 и повторно зависно од староста на мајката. Значи фенотипски, мислам, тие не ни преживуваат, и овие со Едвардсов. Ако преживеат, се имаат заостанување во растот, дисморфии на лицето, краток врат, карактеристичен граден кош со куса градна коска и карлица, и со тешки ментални ограничувања, ако нема некоја си многу тешка симптоматологија. Но најчесто ако се родат, се женски, а машките умираат уште, имаат спонтани абортуси. И овие симптоми, овие синдроми, едноставно само ги спомнувам, вака колку да се знае, бидејќи се некои од почестите, значи трисомија на 13 и трисомија на 18, но не се толку битни да ги знаете одака карактеристиките фенотипски како изгледаат, бидејќи најчесто не ги преживуваат овие индивидуи. Значи поважен е Даун синдромот, бидејќи е компатибилен со живот и имаме сретнато многу Даун луѓе со Даун синдром. Односно барем ги имаме видео, нели, на интернет, не сте виделе некој кој бил со Патау или со Едвардс. И не ни планирам да видите, значи не барајте на Google, освен не знам ако многу ве интересира. Добро, тоа беше се за ова видео, ова беше едно кратко видео, едноставно колку ја ги спомнеме дека постојат овие синдроми, иако сигурно сум ги спомнал претходно, ама за секој случај. Тоа беше се за ова видео и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.